Ем без вино, ем без ракија е слоганот кој вистинските домаќини ќе го повторуваат оваа година, откако слабиот род и намалената понуда останаа без грозје. Иако граѓаните се надеваат дека и покрај лошата година за лозарството грозје ќе има, сепак најголем дел извисија. На почетокот на бербата цената беше висока, па многумина очекувајќи таа да падне, почекаа. Меѓутоа, како одминуваше времето, грозје се нудеше се помалку, а цената постојано растеше. Тоа многумина домаќини кои со години купуваат грозје ги остави без домашна ракија и вино. Дури и 50% да е родот од ланскиот, граѓаните се прашуваат каде завршија тие половични количини. Од контакти со лозари од источниот дел на државата дознавме дека, на пример, во Свети Николско се појавиле откупувачи од Србија, кои откупиле се што можеле. Трговци со грозје се појавили и во Радовишко, Струмичко, Кавадаречко и Неготинско. Како овие турбуленции на пазарот ќе се одразат врз полулегалниот промет со домашната ракија и вино, ќе се види во текот на зимата. Меѓутоа, агростручњаците коментираат дека е штета од државата да се извезува грозје наместо финални преработки, бидејќи на тој начин Македонија губи големи средства.